Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство дава под закуп земјоделско земјиште во државна сопственост во Џумаилија со површина од 4435 хектари. Заинтересираните компании треба да достават план за инвестирање во земјоделскиот сектор. Се работи за земјоделски површини претходно закупени од АДА Џумаилија. Во рамки на отворените денови за граѓаните на урбаните и местните заедници, градоначалникот Илчо Захариев вчера во попладневните часови оствари посета во штипските населби Сењак и Автокоманда. Забележавте дека над училиште Гоце Делчев веќе го уредуваме просторот, правиме автобуска постојка. Према туш комплетно се е средено лево и десно, треба да го завршиме градскиот пазар. Во мај месец веруваме дека ќе го направиме да биде по сите стандарди. И верувам дека нашиот град ќе добие одличен пазар. Спортското игралиште е само еден дел во Автокоманда, каде го уредивме, но овде имаме неколку улици кои треба да бидат направени, а тие се веднаш во широк дол, веднаш овде до самото игралиште. Значи 30 години од како се направени овие згради, луѓето се уште минуваат по калливи улици. Верувам дека некаде до месец мај најкасно ќе ги решиме. Планираме да ги уредиме со бекатон и истовремено тротарското решение кај Пимпогарската сала, значи треба да биде дотерано затоа што тоа е малку руинирано. Планираме да ги уредиме сите згради околу згради, значи онamo каде има мини гаражи и тоа оние места кои се вика таргач, каде се стварно неуредени. Ќе почнеме тениски игралишта према туш, што спаѓа исто така во оваа наслоба. Тениските игралишта треба да ги почнеме да новиве. Така да спортскиот комплекс ќе биде и горе заокружен со мултифункционалните игралишта, со тениските игралишта. Асфалтирање на улици планираме во овој дел така, исто така да има. И тоа да продолжиме улица Панче Караѓозов, према Света недела. Верувам дека до крајот на годината и тоа ќе го реализираме. Мерењето на квалитетот на воздухот ќе го врши Министерството за животна средина и просторно планирање, а никако досега Управата за хидрометеоролошки работи. Со ваквите измени, УХМР ќе овозможи поквалитетна работа во областа на мерењето на временската температура. 1000 нови доктори ќе заминат на доедукација во странските земји. Проектот на Министерството за здравство се реализира од 2012 година. Во изминатите програми, докторот Штип беше на доедукација во Сиднеј, а како резултат на тоа во клиничката болница во Штип се извршени 58 вградени стентови и 207 коронарографии. Вчера по улиците на Кочани, средношколци при младинската организација на Средното општинско училиште Љупчо Сантов одржаа протест со цел да ги поддржат матурантите, односно предметот математика да не биде задолжителен предмет за полагање во државната матура. Денеска сме на улица во масовен број и нека не ги лажат дека ќе се повлечеме од улиците. Ќе бидеме и во наредниот период присутни, имаме доставено барања и бараме исполнување на тие барања. Тоа се значи не математика за матура, бидејќи секој ученик не може да полага математика, оној кој што ќе се запишува на општествените факултети или на јазичните факултети, може на некому не му иде математика. Математика за матура да остане како изборен предмет. Оној кој што сака да ја полага, ќе ја полага математиката. Оној кој што оди на факултет математика. Во однос на екстерното тестирање. Имаме 60-минутен бинго тест, буквално 60-минутен циркус со прашања на кои што можеш буквално да си играш лотарија и да искараш или тројка или петка. Одличните ученици можат да кикснат на екстерно тестирање. И сега прават споредба помеѓу 60-минутен бинго тест, што влегува во свидетелството и оценка добиена од текот на целата година, која што е значи следена преку тестови, знаења, активности на ученикот. И сето тоа замислете влегува во свидетелство. Па како може тоа? Тоа нема да го дозволиме.